Здраво живо, поздрав од ресторан Ексклузив, емисија број 211 за Куманово. Продолжуваме со серијал. Ближи се нова година и у денешна емисија имамо представника на едну стару кумановску фамилија кој ќе збори за негов живот, а и за историја на Куманово. На почеток да го поздравиме нашега спонзора, нашега пријателја на емисија. Тоа е туристичка организација Златибор. Postoji mesto gde se tradicija čuva. Ovde svi mirisi, ukusi i slike podsjećaju na davna vremena iz priča naših roditelja. To je mesto na kome se budućnost stvara pred našim očima, ne prestaje da niče i da se menja. Mesto koje ide u korak sa vremenom, dok priroda ostaje netaknuta, čuvajući one vrednosti koje ga čine posebnim. To je mesto gde telo i um postižu harmoniju, gde možete da se posvetite sebi i nađete unutrašnji mir. A svaki pedalj puta vodi do novih doživljaja i avantura. Ovde svako može da nađe svoj kutak, bez obzira da li je to urbana svakodnevica ili pogled na nepregledno zelenilo, šume, pašnjake i netaknutu prirodu koja zove na istraživanje. Ovo je mesto susreta generacija, gde se stare uspomene obnavljaju, a nove stvaraju. Na kojoj god da ste strani, uvek ćete biti na korak od onoga što vam treba. I još bliže onima koje volite, okupljeni u zajedničkim trenucima koji se pamte zauvek. Dobrodošli na mesto na kome se stvaraju nove uspomene. Dobrodošli na Zlatibor. Tradicija u srcu, budućnost u svakom koraku. A pozdрави до нашега и вашега госта, тоа е Ѓоко Теодосиевски. Ѓоко, здраво живо. Прво те прашам како си? Супер. Еве ми овдека на стол имамо многу фотографија од твој живот, од твои предци прво, од татка, од мајку, и после ќе збориме за твои остварувања, или ти ќе ни го пишеш Куманово од твоја гледна тачка. Еве на почеток, ја кажа дека потекнуваш од староградску фамилија, татко ти бија музичар, ти сега тој наследија, што е многу убаво. И да ни кажеш куде си роден тачно? Јас сум роден во Куманово, на улица Ѓуро Ѓаковиќ, број 12. Исто е татко ми тој роден во тој куќу, а го е правија мој прадедо. 1890 или не може. Где доаѓа тој Ѓуро Ѓаковиќ? Тој доаѓа од раскрсница што е Рим Парис. Прво, друго сокаче десно. Зграда војна што е, па тој е десно. Сокаче таа е Ѓуро. Она пресечуе и преко. Значи на Рим Парис нагоре каде идеш? Да, на Рим Парис и десно, друго се качи. Друго се качи. Кој искача на дол тамо на. Тој сега седи Штуце и тој. Штуце на Ќош, јас сум треќа куќа од него. Да. Фактички ти припадаш тој на Соколанско мало, така е да кажемо. Тој сум играја, тој сум се дружија, тој сум детинство прошија. Тој е чувена Соколанска мала. Да. Ти си роден во еден период после рат, кад било е доста тешко за сви граѓани да се живи, и било е сиромаштија, и родители што се стварно бориле да ги деца прво прехранив и да ги направи домаќини. И твое детство може да ни го пишеш ти од твоја гледна тачка. Моје детство, тоа е единствено сиромашно било, да кажемо, за сви деца, тако е било. Не е имало, не е оскачало да ова е богато, ова е сирома. Сви сме биле исти. Јас со си сцепани панталони и мој брат е исто, кој му е бија, да кажемо,
директор, на банку е бие директор, па и он носи е с исцепани Да. панталоне. Детинство ми е прошло исто, што го спомнасте, парк Соколански. Исто ќе ги памту како дете тие слуви што су на улаз на Соколан и нели има оној надоле така тие мазни. А ми га правесме тоа како лизгалица. И од озгоре ќе се спуштимо и ќе се лизгамо на нима. Тој ми останало сеќање од Соколан. Да, ви сте се горе спуштален каде имало снег до автобус. Не снег, не, на суво. А и на суво. На суво оние мазни што бесва, нели степени со ние што су и оние како ограда што бесва тие надоле мазни. И се лизга смо на тие. Тако е да користасмо и зимски период и летни период. А за зимски период да не збору, па со санке, со сове, со Ајде ако опишени, значи ти опиша каде е куќа над Рим Парис прво друго сокаче, Да. десно. У тоа време колку куќа имало? Како било ли тој населено или Било е населено. Све е било населено. Е па кога е правена наша куќа, тоа е било до туја. Пошто Соколански парк што е било, тој су биле гробишта. да. И после не имало куќе нагоре. До наша куќа ти викам, тај наша сокаче е било задњо, кога е правена куќа. Колку куќа имало тега? Ти како дете сигурно памтиш. Па и уште Било е- како ден денес што су такои су Да. за моје време биле. И они сите кои Тие постои сви сега. Постои такои. Тој сокаче нема Кои се ти некој- биле комшија тега? Киро Каршинасес, Киро Шнајдер, кошуљар. Киро Да, кошуљар. чујни Киро Кошуљар. Да, и Славка жена му. До njega су биле Владо Христовски директор, што беше, на мене ми е био у школу директор, и после би на пионерски дом. Што кога се Директор, изгради, аха. прв директор е бие на Владо Христос. Владо Христовски. Сега тој куќа го и кој живе? Па да ти кажу, никој. Жалосно, син му не се ожени, остана Зоран Христовски, кој ми остана во успомену и од njega сам потекнаја да свиру виолин. Мора да го кажу тој, носи, доваѓа дома и носи нешто. Викам, што носиш тој? Ја познати су ми и довачки инструменти биле, ама овој виолина не ми е било позната. Абе, виолин запиша се во музичко. И камо да го видам? Овој е убаво, бе, викам, овој како бам-бам. Нели игра смо порано. Да. Овој бе, бам-бам ќе играмо. И ја ме рак, после доваѓа татко ми, ќе ме запишеш, ќе те запишемо, нема проблем. И запишаме каде Балканско како учеше. Методи Балкански. Да, Он е чуени професор, Кумановац. да, Кумановац и каде njega виолину сака, па виолину сака. Нема проблем. А овој прилику сакам да те прашам, јас сам пуно истражуваја за Методи Балкански, али нигде не може да најдам негови фотографии, па чак и негови потомци куде живеев. Имаше ја едно. Нели е туја тај слика, дали не сум го Добро, донее? може после ќе го најдеме, ќе го покажеме. Имам го с njega цела група што смо биле виолинисти. што А смо он училе. има ли потомци? Куде живее Куманово? Владо, син му имаше и една Гордана му беше керка. И она исто се бавеше тако с музику, ама отиде у Београд, она беше дадена за војно лице. И сега е у Београд. Дали е жива, А дали е... Владо не знам. син му куде живе? Владо е покојни. А покојни, добро. Може да го назначил керку му на Владо, пошто с... Она живе тој у Куманово? Да, у Куманово е. Баш би се каја да поразговарам. И чуја сум за njega дека Методи Балкански е многу заслужен граѓанин и за Заслужен. спорт, и за музику, за све. Заслужен. Баш да најдеме некои фотографии, да ги објавиме, да видим луѓе. Па имам го ја од njega, ма не знам се дали ми е туја. некој Ево друго. кој сега. У детство кажамо дека си бија тој роден и со кого си се највише играе у двор. Па са сви умал. Кои другарчиња сте биле? Мире, Свето, Зоки, што го спомна на Владо Христовско. Имаше еден Драган, он беше постар од нас. И овој е било многу значајно, кој имаше и постари од нас. Кога ќе го сретну сокаче тога постара, го мора да ги именуju бате Мишо, бате Бошко, бате Трајче, бате... Кај било Тоа е поштовање. било многу поштовање, тој, ако не, Да. куц,
ударање куци, тој нема Да. ни говоре тој да сгрешиш нешто. Тоа е било поштовање према постари, значи не га поштуеш. И обично проведувале сте веќино, као и сви, нормално време надвор, динамично, темпераментно време, во смисло темпераментно дека сте биле многу активни физички. У све. И... Ја не знам, ја за себе збору дека како сам постигнувае и у дуќан да работи, у школу и да се играм со другарчиња, со деца, дали джели, дали мавачка, дали жмурка, дали бам-бам, дали тој не знам како се наваѓае. А Штуце тој од кад доселен Штуц? А после он пред njega имаше еден Антонио, Он благајник беше. после го купија куќу она. Он го купио од тога Антонио, благајник беше, Да. така му и надимак, пошто бија како благајник у банку. И он има свен еден бунар и од njega ја вадеше воду, а гројзе му беше лојзе, мислиме онај гројзе на шпалиро нешто е у двор и јас скину си гројзе. Не да краду, него си скину, туру кофу однесу дома. Мамо, донесе ти воду, пошто имаше бунари, немаше чешме, така немаше. Да. Од чија си основна школа, веројатно тој у близину, кај сте Мисиркови или Не. друго? Али еве пред да почнеме да збориме за твое детство, по некој си редослед на наша емисија, да ги представиме и твои родители, твој татко и твоја мајка, да ни кажеш неколку збора за нима, кои се они и што се работале. Еве, Мајка ми е родена у Карапмалу на Живко Чалов, број 19. Ту е родена. И она е била како работничка и у Монопол и тој време сви тако се работале и у Кирофетак. Татко ми е бија ковач. И остои, исто и он е роден у тој куќу каде што сум роден ја, на Ѓуро Ѓаковиќ. Он е бија и како активиста е бија тој како аматер музичар, Да, ми ги покажува многу слики од njega. кој свиреја и У градску музику и ковач. Тој имам за нива да кажу. А Како сте били како родители, окој строги ли су биле? Татко ми не е бија строг, ама имаја авторитет голем. Он не збореше многу, само готово. Тој да се заврши и он не ме ударија мене. Ја не знам дека или па да ме тепа или еден пат ме ударија со шумку, бегаја од градинку. Тој рече га забавиште. Јанка Шкуртевска ми е била учителка. Ако не се сеќате, ви сте млади, Барака беше. Да, ми го снимамо Јанку Шкуртева, прекрасна учителка во овие емисија на Приморс Ниво. Да. И како педагог е многу било добар. Да, подењума баш беше и беше бегаја и она му каже на татка ми, а па како и свој бесмо нешто, па блиски туја. И она сачекаме у школски двор, тој беше градинка од Бараке беше тај градинка и забавиште. И ја бегам и она, кој кедеш? Шумка му се најде некој и тој ме ударија и модрица ми се позна. Абе, и тој ми е останало од njega, иначе не е бија строг е бија, ќе викам со авторитет, не е бија оној лош човек. Мислеа добро за ствари кој родител мисли лошо за деца. Фотографија, во е веројатно ти кажа баба твоја. Да, баба ми исто и она ту е. Она е од Како се викала она? Тима. Тима. Она е од фамилија Прекодолци. Аха. Таа е исто стара фамилија Прекодолци. А тако се викале. Тако по надимци. Еве ова слика од Тоа су на мајко ми, татко и мајка, како мајка ми како невеста е туја. И да. Еве, од тој куќу искочила. Ово се види. Да. А ово е баба Руса. Мора да го спомнам. Ово е баба Руса, мајка на Кирофетак. На Кирофетак, народни херој. Мајка ми е од Чичу, сестра била на Кирофетака. Да. Наш народни херој. На херој. Ете, еве исто слика. Тоа е мајка ми и татко ми. Татко ти кој година бија роден, Џоко? 18. 918. Еве имамо и овдека. Овој каде бие веројатно у градску музику татко ти. Да. Да, ово е градска музика, само не знам куде е. Да, они су били активни во тој период. Куде не су биле, да. И су имале настапи свугде.
Овој Тоа е свадба на мајко ми, од њојну страну, да кажемо, дали е пред куќу е изгледа туја каде њума, сви деца родниле, собрале се туја, сликале се, пред да го земе татко ми да дојде по њума.
Сега да ни кажеш, кога сте играли како деца, обсек на движење, на играње детски игри, бие туј около куќу или сте иште и нагоре некој Соколану? Помали кад смо биле, туј смо Веćinom ишле, туја, да. веќе постари кад нему, не сме смејали да идемо тамо помали. Тамо су постари, тој не треба да се мешамо с нима. Бегете бе ви, мали сте ви за одена. Мали сте, да. Па да, тако е било. Сега, Постаро. интересира ме, твој татко е бие 18 година, значи каде почнае рат, он е бие веќе 22-3 години Да, има. да, па на... Дали некад у некој прилику вие зборие како е било за време на рат, некои негови сведоштва? Па имаше еден случај дека рецитираја некој антифашистичку песму некој такој и како искочие на бину и они виделе некој тамо што нам чуле дека ќе збори некој оној и бегајте, и сви бегале, тој ми е кажуваја дека тој се десило, тој се снега такој. Он биеле на фронт, Српски фронт е бија, да, бие. уклучен е бие у рат. Да. Па фактички мање више сви тој генерација су биле уклучени во тој. А кога заврши рат, он се продолжија да се бие за на тие. Продолжие, мада имаја услови да работи у државно, кад Рекопс тој време, па овој рече га 11 ноември што е па Искра, па не знам овој, све ги он како е бија почетник на тие све. Да. Ali ne mogaje da se složi sa stojom da čeka platu, pa da radno vreme da ima, ne je naviknaje na takav. Сака е сам да си печали човек. Same Sakaja, pošto jednu period u Šamnicevi se zaposli i na vreme to deka ne bi smo zemale 2-3 meseca platu, jedna nestašica na pare bidna, tako da i on počna da se sekira, vika, ali sam doživio da nemam pare, pa se otvori dućan i produži se. Ево и прилику да го споменемо и твојega брата, како се викаја он и On je Blagoja, pokojni mi je brat, on je postao od mene 4 godine, 4,5 tako nešto, 45 je. On je završio Vojnu akademiju, кај те почине on je 2003. počinio. одамна. Mlad počina. Inače mnogo smo živovali, on kad отиде u školu i bez njega ja sam како dete plakaje. Да. Не sam mogao da živu bez njega, da kažemo, дека... Еве во убави с капе што вика Кумановци. А, тој за Велик ден. стилно, Тој за Велик ден. традиционално. Одела ќе се сашие. Трајано Аљак ги е правија, ние правија. А на чувено Аљак. Во Аљак кафану имаше Симонели, да. тамо до нивну куќу. Он е бие Шнајдер доваш. Шнајдер беше туе негде каде банка што е наша комерцијална банка. Аха, туку е Стоколно куќу. Ту не Стоколна. Овамо Кристал. Куде Ловац тамо, да. Да, куде Ловац, туе- туе негде имаја. Туј се сеќам дека идеш имаја, да. на пробе на Запишуваш основну школу у веројатно Крстен Мисирко или Ја беше браќа. запишан у Бајрам Шабани. А Баја Шабани. По кој опред да бъдем, не знам. И таму, ама ја неќу да иду. Они сви улегна во школу, ја овамо имаше на дуќанче тако на слубе. Тој ќе чекам и тој, кога ќе заврши свите и ја ќе си дојду дома. Не идеш во школу, неќу да иду. И проваѓа уина ми. Води ga брата ми, Драган Мачка ga вика сва. И води го у школу Кочо Рацин. Ѓоко, што стоиш tu? Па викам, неќу да иду у школу од дена. Зашто не ќе Ај со мене. И запишеме, она ме запише, пројде поред дуќан, кој татка ми му каже, зете, ја ќе ga воду Ѓоко у школу да ga запишу, он неќе да иде у Кочо Рацин, у Бајрам Шабани. Ја ќе се ga запишу со Драгана, дека се учив заедно. И тако е бидна. Среќко Поповски ми е бија Чувени Среќко учител. Чувени, да. Ајде се навратиме на Среќка, еве да не ги забравиме овие слики од татка ви. Овој позади не ме асоцира дека е Соколана позади. Па да, имале су тие за 8 март, Забаве тие за... Повише врсте на забави имало. Да, све су за нови години, све су тој биле. Еве убава слика, Да. едно убаво движење. Еве исто и овдека.
Ovo je naše Lojze, тој куде се наоѓа Стари Лојзиња. Куде би било ташто Лојзе? Стари Лојзиња. Стари Лојзе, Сак добро. баш куде што е овој Делукс. Овој горе некоде Баново Трдови. Баново Трдови. Добро. Тоа су биле Стари Лојзиња. Баш туе позади njega, ту не е било Лојзе. Да. Па га после опадна не беше Лојзе, нива како нива. Ето, оваа слика е многу интересантна, мора да го покажем на гледачи, пишува 6 април 38 годину пред Соколано нешто овој некоја музика. Па тоа е, која година е? 37 пише или 38 не се види ово. Па и мало и тега некои дефилеја. Дефилеја, да, они се од Соколано поишле на кој град. Тој традиција е после било да и после рат да се правиле тој како будење на град. Да. И у кое бесмо ми први од Соколано ќе се појде. И кога ќе се заврши пак од Соколано ќе се Да, тоа е било почетна станица. Растурив и тој ќе биде и после ми смо биле први на и сви куде нас ќе дојде во двор. Како јас дете се сеќам, сви туи ајде, па свири, па комшија собере се, весело, празник, осеќа се. Еве исто е оваа слика. А ово е у Скопје. Ово е на... Татко ти исто. Да, еве га, татко ми тој е баритонист. Има ги тамо напишено кои се чланови на градску музику. Мора да го пишува и njega, пошто Да. е дугогодишни Оснивач. Еве што ја се во вика, прилику. 15 Имам години. две слики. Ово се прекрасни фотографии. Ово е соколска музика Куманово, основана тамо пишува 33 годину, 1.10. Еве го влека татко ти куде е? Еве га татко. Да. Имаше ги тие музичари Киро Петковски, Кајна, Денко Домановски, Гањо, тај плејада на стари кумановци кои се биле Тие су активни деца музика. на Дајлевиќ. Да, Далјевиќ, чувени тие. Тоа су деца, сви су. Тоа се Сви некои, сме се познавале тој време. тоа се основоположници на Да, музика да, у Куманово. Еве исто е ово негде сликани. Тоа е пред музичку школу, како се сеќам. Ја у Циганско мало беше, Да. тој сам учија ја музичку школу. Не знам кој го памти тој школу. Моја генерација го памти, пошто А идејни водач на градску музику у Куманово, барем по тоа што сам ја читае, бие некој Сторипакос. Тај кој го викале по надимак. Он е бие како водач на групу, тако се викало во тоа тоа е за време. Соколску, За соколску музику, да. Он е После бија Русе Пауновски. Русе бие. Тој бија исто војни музичар. Тој има прилику татко ми да биде у војну музику, тој е грешко направија што не отиша, пошто е поканет бија лично од njega у Београд да иде да биде Еве војну да музика. покажемо на татка ти фотографија, он каде бие ковач. Тој су Славе, тој су за Славе. 26 јули, 28 горешници кога су биле 28 Да. јули. И сви се собере ковачи, Тоа е било Нина Слава. Нина Слава, да. Али за жал денеска тој џоко не се практикуе, пошто нема занати више. Занати нема, изумирава, нема ни еден ковач. Да, нема Тој више. време овој со ковачи не со школа су Еве исто и биле. овој. Ја што ги викам данашни автомеханичари. И па ово е нешто друштво некое. Ја не знам куде е. Тој е мајка ми, со сњојно друштво, веројатно. Ово е на градски стадион, оваа слика е многу интересантна, ти ќе ни кажеш зашто се работи овдека? Па за нели у Куманово имаше слетови тие за 25 мај. Да. Нели деца, и пред тој обавезно градска музика Градска свири. музика, да. И они су учесници биле на тие слетови. Он е Тој место. покрај занат био музику, фактички да му е бие нон-стоп испунет. Нон-стоп имаја Они активности. се имале понеделник, среду и петак веројатно пробе. Так кога се сеќам, јас само мајка ми па викаше: на час лек идеш?" Час га вика сва проба. Ќе идеш и на час. Знае се на час ако отиде. Еве ги на мајка Собере се Дубрачка. друштво. Да. Ово е слика веројатно пред рат. Па најверојатно девојка каде е била тој. Да.
или за време Ратли, не знам. Ево, ово е негде у центар на град Куманово. Центар па по Коцку. И се. Убаво време во свак случај. Да, Време кое што имало и поштовање имало е ред на живот. и Знало се е неделја и скочимо сви по ручек. У Долјан парк, да. каде што навечер шетамо на времето, имаше и плажа. Неделја обавезно, ја и брат ми на плажу идемо, мислам, базен, саро, и туј смо се училе да пливамо. Таа чуена плажа таму со кажува Од Кумановци стадион. многу ишле, да. Многу смо ишле, туј смо се И било е бањале. среден убаво е било. Неделја знало се не работим у дуќан, слободни смо, Сви таму, да. пошто занатје би е такав да татко ми повише чираци ги е поштуваја него нас. Нас не поштуваја толку. Ти мораш Колку чираки има татко ти? па по двојца имаја. По двојца. Така, и после намалива, па и неќе сме да идев и така да изумрета е зенат, пошто и кола не се прави више. Не е Сакаше те прашам да не ми избегам мисла, дали сте ви како фамилија, веројатно и сви Кумановци у тој време кој живеев, дека сваки имае по некој куќну славу. Ви имале сте ваша куќна Како слава. не ја данас го славоте, Свети Никола. Свети Никола, Да, да. нека ја Тоа е помоќе било било... данас ке патерица и така да на 19. да честитам на свите славу. Славу, па да. Куманово е било поделено на славе. Да, две кој слави. Митров ден, кој Петков ден, Не, повише су кои су славиле Свети Рангел и И Свети Никола. Свети Никола. Тие су најголеми слави биле и мало е сигурно и Пречиста и Света Петка и сви су славиле, али у гро е било дека Свети Никола. У малу смо знале кој слави Свети Рангел, кој слави, али за сви ќе се измете со каче, ќе се изчисти, ќе се тој е било да, само дење на слава е било празник за фамилију и за цел задоволство. град, за цел И град. задоволство да ти дојде кум стареко, другари, Како не, како. пуна куќа и убаво расположение. Фактички луѓе имале се убаво мислу, среден живот, што Среден кажате. живот. Да, сиромашен, ама среден и мисла ги е било, што ви кажеш. Да, не се биле оптеретени со све и свашта као денеска. не смо, никој не се кае да има повише. Еве си ова слика, ова е веројатно А татко. ово е на излет на вручу воду. Да, тоа е било традиција. Обавезна традиција. Неделја, дали е празник, Кој не е дали имало е неделја, помоше. иде, да, са бајле се иде, тамо се седи. Јас да пројдемо на твој живот кога си бија у основну школу, кажа дека ти учител бија легендарни Среќко Среќко Поповски, Поповски. до треќо оделение. Еве ова е слика. Тоа е најверојатно прво оделение, тој е пред гимназија. Мислим, Пошто го помниш ти Кочевец. Среќка Поповского како учител е? Многу е бија активен, многу е бија такој Темпераментен е бија такој. На пример, еден пат грешко направи со мене. Кој ви кажа гуму да носите, а ми гуме тие што брише смо, ќе му падне, ќе му на кој кажани со конче. Аха. Да го вржемо со сигу да протнемо и конче, тој да биде гума и така да си бришемо. И ја го беше вржа и го носу. А многу сам бија педантан, така кога ќе ми се каже нешто да го изврши, Да, ја го мора да се изврши. изврши. И он, кој ти кажа да носи, скина ми го, учителе, па ви кажа, аз те и скинавам за болемето, и конацта и јак некој беше, и за болеме. И он, добро, заврви, извини. Еве, Ето ова го е останало од njega, иначе Еве, бија многу добар. Ово се школски другари. Да. Да спомнеме некоја кој Па учи с еве, тебе. ово е јас сам, ово е Драган покојни Мачка, брат ми од Тујка бија. Па Јордан, Ико, Мире Чаче, Ширто, не ги познавам. Ту има и од женски Славица, една имаше Караскаковска, Снежана, Богица. С кого се Не дружиш може ги- денеска? С кого контактираш од овие школски другари? Па с никога не, Не. некако со сиоцата контактира смо многу, него он се разболе нешто и не може, не? С Ико исто, Ико Рибарац, Ико Рибарац. рибарци од тој фамилија, ама не смо се виделе одамна. Иначе имаме и с njega многу спомени. Ево ше на слика, ово е веројатно кога си бија постар. А Мислим, тоа е, школство. после се пребацимо до треќо, уче смо у Кочевацин, после Карпош се отвори школа.
Тој горе, Не горе, овамо каде до цркву. до црква, пардон. Позади ново Да. цркву, ту е школа се отвори. Прв директор е бија Владо Христовски, Владо. кој ми е бија и комшија, иначе Да. карши Ти што мене. го кажа, син му Да. Зоран, тако ли беше? Да, Зорана татко. Али е бија оној, ако ми е бија комшија, е бија коректен и јас сум го многу поштуваја. Ипак си е имаја А кој ти бие класан од пет? Ристо Филовски. Има го на слику, ту е негде. Тој е изванреден бие учител, педагог, страшен. Ово ли беше, од дека Христо? Не, класно ми е, тој е поголеми. Четврто и пето ми е, не, Аха. само четврто изгледа и пето ми беше учител, да. Не, Добро. делимо се после или пето би на... Отише си вамо. Да, не, пето деление... Пето до 8 идеш као с класного ръководител. Да, од прво до четврто се учеше, па после од пето до осмо. Добро. Од пето земете класан, И до 8 до осмо класан. Ова е Бурнаска, тако се викаше тај настику што го... Како се име како е? Нада Нада Бурназовска. Бурнаска. И Ристо Филовски има кој с njega, изванреден педагог. Просто диве смо се исторiju кога ќе почеше, не, тој е Сречко. Исто ово е за тие Црвен крст, нели имаше Да, тој каде бил манифестација, дефиле, тие покажувате. Да. манифестација. Сечка после беше активен и многу пишуеше он. Да, писател Писател, беше. имаше и книга некој издадено. Жена му беше многу, како се викаше, многу беше строга. И она беше овој- учителка исто. Еве го исто со Сречка. Тој у школско. Тој се драги го Училница. спомене. Да, како Незаборавни. не, како не. Сви мора, скасне е вуќе така и кажано тој. Мора. Мора. Ред и дисциплина. Али еве овој прилику да ни кажеш и ти, во тоа време одбележување на нова година у школа е било доста скромно, али с голему радост и со срце се е правило. Како не. Еве овој слика тој покажува. Да. Прослава на Како се ново. организирале нова година, Ѓоко? Па посебно су сендвичи се е правило, со сокче. Тој, дали смо давали, не се сеќам дали смо ми давале пари или од школу е било тој. Не е толку битно, колку е битно дека добиваме сендвич и ќе празнуеме, ќе нема да идеме у школу, него Празник за душа е не смо, било. да, немамо наставу, него ќе се веселимо, ќе се радост е била голема. Да, и тој се каже по некоја песма. Обавезно, тоа е. Еве ga Ристо Филовски. Да. Ова е учител бија изванреден Педагог. педагог е бија, да. Он кога ќе почнеше да збори за исторiju, нешто за како се создала и Македонија и држава наша, од куде смо дошле, како потекнуемо, упивате с знање и с прикажување. Интересантен на се. професор да го слушаш, да Интересантен, немогуќе, Да. значи бија.
пушта едно работа интересантно, дека пишува антица, античлиево, антица. Ово е Куманово ли ова слика или У Куманово е. куде тачно доаѓа ова сега? Не би знае да ти кажу куде Да, е. мако не Па, може многу да се су дефинира. Мене ми е тој криво дека како наш центар што е бија, све се тој разруши тој. Па тој е историја на еве га сега да знаем деца кој е куде е, што е, да му го асоцираш дека еве га тој е На ову локација овдека, да. Овој све се разруши. Ја за чудо, занатски дом што не се неде некој паметен да го сруши. Тема работа, што да го слушај. Епа тој ми е Да. збор. Ја го се сеќам пазар куде е бија стоковна куде што беше. Еве да Па, покажемо долу. да едну слику како се били у тоа време забави у време на татка ти кажувале се дека Кумановци овие емисија дочеци на нови години организирало се избор на лепотица на Куманово и много други манифестации кои што ги млади луѓе зближувале и се е било убаво. Ево дека е една игранка. Да, игранка, да. Тоа е обавезно се играло. Твој татко со мајко ми, да. Тоа е било задоволство е било. задоволство. А наше поголемо задоволство е било ако чекав негде или нову годину или славив нешто и си носив од дома. Да. И сега тој што остане, sa кој што по неја, како по неја, си размени си нешто што и донесев дома. Ми се бајле станемо и да видимо што су донеле за нас за едење. Да, Да куснемо нешто да вадимо. А и да не Поготово забравимо благо. дека и на славо е било прво гости, па после деца. Што остане, деца после седнуја да едат. Не е било куде нас тој толку забрана. Могале смо да си приуштимо да земемо, да едемо, да нодиме. Пошто се е правило и у изобилство, и Да. храна и све. Негде е можда и мало, тој и мало е сигурно. Јас збору лично за мене дека Џуко, ова е слика, овој еве га Тодор, не Тодор, методи, мислам дека пише методи балкански. Тодор, значи добро. Тодор Балкански, еве га. Тоа е тој. И тоа е негова класа. Гледа колко е виолинисти имало Тоа е наша легенда Кумановска. Легенда, да знаете дека е легенда. И пак ќе кажу сега да не Само штета што само ја искочи како професионалец од гудачи. многу е човек да е. Ја кад сам пишуваја со Ковано, пишуе методи балкански, бие организатор на забаве на едно, друго, на трето. И ево во слика тој го потврдува дека он е на пут изнедрија плејада на музичари. Да. Методи балкански. Едини јас сум од njega, а ми смо нешто како кумбаро се вика со статками. Кумбара. А што, како поем, не сак дали е бија на некога неговога роднину како кум и сега кумбаро. И Кажи сирот, ми, ја само овој да кажам. Кажи за методите. Ке ми се десеше, кад имамо час у музичку школу, виолину погото, идемо у биоскоп, организира школа. И сак ја, куде што, како, дали на час, дали у биоскоп, дали овие, ајде мои другари, ајде ке си идемо у биоскоп, ајде, што ке идеш, не? Ама деси се 2-3 пута кој да не одино на час и ке да кој балкански кој татка ми. Абе, трече, кумбаро, пага нема овој твој, падне, нема да доаѓа и татко ми дојде дома. Абе, зашто не идиш у музичку школу? Тато по биоскоп бемо по овој. Да те не виду више да не идеш, тој ми е останало така и да. Еве кад га веќе спомнамо човека, ова е први пат у емисију да спомнемо еднога битнога човека за историја на Куманово, Методи Балкански. По што го ти памтиш? Он што има е човек као карактеристике, а многу е да е за град на поле на развој на забаву, на спорт и на друго. Па како педагога, кој се зазимае, изврснога педагога, да кажеме, кој се зазимае за деца, да научи. Да. Еве, посебно со мене. Он ме ја држаја мене. И додржаја. За да ја отиду, после да се запишу у средно музичко. Да идеш напред. Он можда не имае некој магистратуру или било што да е некој пија, виолину ја свиреја, колко е могаја, али е бија педагог извршен, од кои могале су многу да искочи. Али не су сакале да продолжи. Овдека на слику ти не знаеш ти кој да кажеш кои се, тоа се негови ученици, а? Да, па од кои Кана е учија, исто генерација ми е било заедно.
Сашо Кузмановски, он у Скопје Да, у отиде. Скопје отиде Сашо. После, само да виду, еве сам ја, Павле, овој дете Албанч, Добро. овој дете, како се викаше, само не може ми текне, не ги Значи забравија Сашо сам. Кузмановски ти е генерација, Не, он е 48. 48. Он е аха. исто седеја испод паркот тие зграде. Да. Е, туј Значи, како... да подвесеме црту у овој сегмент на разговор, Методи Балкански е можеби најзаслужен за твоју Да, за апсолутно. развој на твоју Апсолутно, да, музичко да кажу Образно. репутацију и после кариеру. да, он е основоположник на мене, Да. кажемо. Ево овие слики од татка ти па од овој прославу. Тој су имале некои забавен оркестар, ревијски оркестар, не ревијски е с гудачи, него овој е забавен оркестар го е бија. На тој време имало, значи, не знам кој година е. Сега, запишува средна школу музичко Да, у Куманово или у Скопје. не у Скопје. Да, пардон, у Скопје не е имало така. 64-та година, одма после... Тој ли е било твоја конечна одлука, ти си сакаја цврсто да се запишеш на музичку школу или си имаја некој дилему? Не сум имаја дилему, цврста била моја одлука туи. Чак што више и у осмолетку сви знаеле дека ја од 6 одделение или 7 или кое беше, дека ја ќе си иду у музичку, тако и да не само обраќајам многу на други предмети, да и они су Добро. ме малце толерирале, што се вика. Ај, вежби си виолину, вежби си. А вежбаја сам, не сум бија немарлив. После да кажеме, тој сум ги превие порано тие бегање од музичко прво, треќу годину, али после, 7-8, кад мина, веќе се... И затоа ми примива музичку школу, веќе се активира на виолину. А, Не ме тераја никој. у тој време 64-то, кој го не се запишува 64-то, така ли? 64-та. Тоа е било после земјотрес у Скопје После земјотрес. и веројатно си седеја или си путувае. Не, тој сакам да кажу дека имаше шинобус. И Чувен е тој шинобус. 10 до 5 Сабаје. поваѓаше. Ако мислим дека и татко ти Да, татко ве работеа на железница. не море и он путуе дале ли му е исто колега бија за школу су училе. Дане у Шалнице што беше. Мислим не е лошо да го спомнеме татка ти, да. пошто ga фино знам. И прашуе сме го он дежурен. Ајде бе, кај ќе дојде воз, кај ќе... Ја иде смо с експресен воз, Београд. Да, Београд Скопје имаше и не, и имаше Скопје Београд, тој сега имаше многу развиено. Али веројатно тај тебе ти е Београд комуникација. Скопје било, да. Да бе. И Савајле у 10 до 5. Али со шинобус е било Ѓоко доживе да се путуе едно мало такој да кажу вошче, унутра доживљај и сад време до Скопје. На сваку што викам кумановци, на сваку бандеру стои. Не смо биле тројица, него смо биле можда мене ми се чини 300 душе. Да, Тако ми се препуно е било. Тоа е било интересно, тоа е било смешка, шала, сви нешто ќе се каже, ќе се од тој муку што смо го имале да кажеме, па смо си наваѓале разум оду да се смееме, да се шалиме, да се... Па да, било е, сега можда е било малку проблем кога сте ишле зимуска, кога ќе падне снег. Проблем е било тој да отидеме до Желеничку станицу. Да. Автобус, автобус беше коде Кристал што е туја. Од тој поваѓаше, Тоа е била автобуска станица. туј е било автобуска станица, од тој ќе појде, па гурамо га. Од тој гурамо га, неќе да запали. И знаемо пошта киде, носи пошту на Желеничку станицу, па со снега. Ајде со снега, а он га паркираше, па кога ќе е зимно време, куде парк. Од тамо да иде до доле. А мене ми беше туе близко, тој користеше многу. Знам дека ќе иде, беше Бранко, возачу тој комби, У комби, ха? да, и Раде, шофери бесо. И ја ќе дојде до нима, ајде да ќе ме возите. Ако запали, па гуре га и комби надоле да запали.
Тоа е било мука. И ти си 4 години путувае сваки ден Куманово Скопје. Па не само 4 години, него и после, да кажем, имаше прекин. Запосли се овдена, заврши средњу школу, немаше ја виолист после виолина, не него виола, а тоа е фактички исто како гудачки инструмент кој е сличен Тебе со што ти било во виолин. средња школа, што си зачувае, значи виола? Виолу, да. Како Има виолист. виолина и виолончело и виола. Да, и контрабас. И контрабас, Тие су да. жичени инструменти од кои ја виолу дипломира, ама немаше, отвори се академија, ама немаше одсек виола. Добро. И ја остана кој дојде Олгица, директорка тај што беше тој време. Абе сакаш и да работиш код нас, да предаваш виолину, да можеш. Фали ни. И ја, ајде ки што ќе работуваш. А едно година проработа по Скопје таму во не. И почна да запиша се туј. Мислим, запосли се у Кој година си запослил? Кој година? 70? 71. Да. 70 после отиде 73 отиде у војску. Тој немам прекин. Где си служија војско? У Тетово. Па добро. Да, тој Блиско е било по тоа. пријателство, нормално. Да, да. Брат ми беше тој дојде на служба, после си дојде у иначе он и у Команово си живеше. И он се вија од народно одбрану, па и Бранко Шинка што беше началник Да. на комшија ни беше туја. И тако да 73 значи примаш се у школу, така не е било многу мислим и мало ли е пуно професори или биле сте мал број? имаше едно 10 такој масо. По свак предмет посебно е имало. Свак предмет, да. Индивидуална настава е било на инструменти, од кои имало виолина, труба, хармоника. Хармоника изобилство после тој бидна како, не знам да кажу, сви навалива и запоставива ги овие други инструменти. Не можеш да го натераш дете да свири кларнет, не можеш да го натераш само хармонику. Дојде Само хармонику, да. од хармонику. И такој да беше малце Нече некој бубњеви, нече. дефицит на посебни инструменти, како што е клавир, како што е кларинет, труба, виолина, па да не збориме. Још би знаев, тешка е малце за... Мора да покажеме овој раритет, што се вика на латински реткост. У Белгија и Џоко, овој како некој мини тротинет. Тоа е на турнеју едно со Сорце Николов друштво, како средношколац. Има смо наш оркестар, колеги мои средношколци, Кирезив виолина свиреше, Трајче еден од Охрид, он кларинет, и ја виолу, и свиримо, и кој треба турнеја овој оркестар, би идемо. Ви сте туе, да. Многу смо путувале. Нема земја каде не сме биле с тие друштва. Ајде иначе- кажеме кој 73 година си запослуваш се овамо и после веројатно запишуваш варено да довршиш Не варено. Работеше туја у школу, у Куманово. И али беше ми цил да си завршу, да се отвори се одсек. И што беше професор, што се запосли, отвори се одсек виола. Добро. Професор што беше, директно е доаѓаја дома да ме моли, ајде да се запишеш. Ајде викам, ќе се запишу. Ама некако зафатиш се. Почнеш ли да работиш, значи туја нема школа више. Не можеш. Нема продолжување. И тој се деси со мене. Ама пука случајност бидна, мора да го спомну Тома Прошев, иначе чувени композитор од класичну музику и декан беше на факултет. И доаѓа у школу и ме гледа, а јас сум се време пак од некако средњошколац у оркестар, тој Света Софија имаше негов, он дирижираше негови композиции, се изедува се и јас свиреше у негов оркестар. И он кад ме виде, шо тука ти? Па викам, тука работам, професор. Како тука работиш? Дипломираше ли? Сега се отвори одсек. Знаеш виола се отвори? Знам. Господинов дојде, ме канеше. Утре да те видам на академија. А академија беше испод војно болница, тие Да. бараке. Тоа е било 77 година. Значи до 77 година, 76 туе неде. И јас сега запишуваме, и ама викам, па дали помина и испитни рокови, и све тие запишувања, сега е октомври.
Тоа остави тие административни работи на мене. Нема проблем тоа. Добро, професоре. И ја отиду јутре и наваѓам га господиновога. Викам, професоре, доаѓам да се... А он беше такој малце емотиван човек. И вика, одма, ајде да го молиме Тома Прошев. Викам, Тома Прошев ме прати. Тома Прошев те прати. Добро, готово, завршена работа. Да. Ама викам, аудиција треба да... Абе, каква аудиција ти ќе се готово се запишуваш? И тако испадна, запиша се, заврши прву годину, веќе тешко ми беше работа на путување и тамо, и у школство ми е било преку главу. И ја викам, тако да се запослу у филхармонија, да работам уедно, барем дуе, ќе биду с инструмент, ова кој губу време, не може да вежбам, не може да... И имаше конкурс, пријаву се на конкурс, исто и студент, и на конкурс се пријаву, на аудицију, положи аудицију, прими ме у филхармонија, радост, испунета желба која е била и на татка ми. Тебе не ти е место, не ми е да ваје да работам. Романо, тебе не ти е место туја, тебе ти е место филхармонија, тебе ти е рој. Јас сум сам да ваје ци на мене. Значи, после 77 години идеш у филхармонија? И у филхармонија, и од 77 до 2013. Путуваеш си сваки ден, а? Сваки ден сам путуваја. И дешавало се да имамо и по 2 промени. Еве сега ми во прилику ќе покажемо од Љубјано 4 новембар 77 филхармонија. Оркестар, да, филхармонија. Еве го. Еве га Љупче Соколов, еве сам ја, туј сам ја. Увек ми е туја било место, така да увек кога ќе снима камера, позади диригента И имале сте многу настапи, путувале сте. Како не сме имале? Па ја може да изброју сега у тие мои колку 37 години, значи сам ја филхармонија бија. Па у 40 концерти сме имале годишно, преку 5000 концерти. Интересно беше дека и дававме и вија школски концерти, дечи. Да. Иде сме по школе, тамо, с аниматори кои кажује кои инструменти што да се едуцира деца да биде. Еве, ми имамо и такви слики, туди што деца ги учите. А не, тој е како средњошколац, Како средњошколац, да. Диригент ми беше, тој е 10-годишна школа беше музичка и средна музичка. И направи сме оркестар, Драгомански, тој не бие како професор и диригент на оркестар. Don't wait for tomorrow. Live for today. Keep chasing the sunshine and go out and play.
Live for today. Keep on chasing the sunshine and go out and play. You know, don't wait for tomorrow. Live for today. Just keep on chasing the sunshine and go out and play. Yeah. Don't wait for tomorrow. Live for today. Keep chasing the sunshine and go out and play. Имало у Куманово тој време многу групе, да ги кажеме глечери, лева патика, една друга, а и ти си преминае, уствари бие си члан на музичку групу, која е правила игранки за овој по Куманово. Тоа е у Кристал, дали е 69-то, дали е 70-то, важно у тие 2 години 2 пута свиресмо. Ерменец покојни беше директор, он многу не сакаше дека деца му свирив, млади деца. И ми кад свиресмо, кад ќе почнемо, овие пензионери кои су, они чекасва не нас да бошто интересно Што се свиреле, кој жар на музика? Па тај жар што го сакасва постари људи, романсе. Романси. Тија прикладни, да кажемо, према нивна генерација. И тој свиресмо, и за тој не многу сака, сви пензионери кои су занатлие биле, туе около. И Кој се Ѓоков дека насликува овие твои другари од групу? ова кој сега? Ово е Драги. На Блашка Антевскога син. Драги. Добро. Арсо на клавир, Шебо гитару, ја виолину и Зоран бубњар. Зоран, како беше надимак? Нема надимак, он беше вулканизер, он у Германија беше. Он Там ли живи сега он? Домиташа, нема покој ние, пошто не дојде гитариста. Викам да бе, ја ќе зему гитару. Не сум свиреја гитару, ама ете, за снимку знаеш ќе зему гитару, тоа е пред едно турнеју кој требаше да некоја реклама да се направи на оркестар. Да. А оваа фотографија? Па таа е иста следеќу годину у Башчу у Кристал. Башчу Кристал. Да, еве, тој су. Еве га Арсо армоника, тој пошто немаше клавир надвор, не ги изнесува. Драги, иста Шебо и Зоки и ја одена. Знаеме дека тај Башчу Кристал увек е била препуна со Препуна гости. е била. Па има сме една певалка од Валандово, певалка, многу убаво поеше девојче и беше толку симпатична на гости, да го сви сакасва да го слуша, и да го препуно е било. Место не може да се најдеш Да, у Кристал. чекало се е ред. И на ограду намо ќе стои, ќе слуша. Музика е фактички цел твој живот било живот на определба, Фамилиарно. фамилиарно и наследено и што е убаво. Ali еве гледаме едну традиција у Куманово, не само у кафане, него и на отворено, обдека пред гимназију, каде што се свири и се лепи стотка на чело. Баре. Тој ни е колега, иначе изврсан трубач, бие покој ние, од филхармонија. Да. Тој е на едно турнеју негде, не знам куде е. И нормално тој за фарканци, да му ставимо паре. А он многу сакаше такој да свири. Изврсан трубач беше, мора да го Ево спомнам. дека Стево. Тој е пред Београд. Застана автобус да пуни гориво и ми искочимо така. И спонтано, колеги твои? спонтано. Ово е Перица, ово е Љупчо Соколов, иначе беше професор на речи га педагошка академија, Нешковски, ја и Љупчо. Он е кумановски зет, ово е Љупчо Ефремов, кој е на Јулију зет. Сладкарница. на Младена, на На Јулија. Младена, да, тај сестра му.
Сега, овој прилику мора да ги спомнеме и твои другари. Еден од поверни другари тие бија и Мики покојни од Агрокуманово. Да. Ево, дека имamo некои ми фотографија А тој е од Италија. од Италија кај сте биле. Имамо доста турнеи у Италија. Има смо диригента покојни Шурев, кој не водеше исто тако, имаше некои аранжмани за Италија и нас не взимаше. Да. Соработуе смо с некои хорови тамо гини и тие композиции кои се с хор, но водеше на нас да свиримо. Иначе имаме едно слику с Владику кој бемо на гроб на Кирило Методиј 24 мај у Рим. Да. Ово е Мики, препознага Мики с тебе. Да. Мики, да. Тоа е с груп На Мендол, Мики Мендол. Мендол, да. Да. Ево, меѓу време ти си бија и у групу, после с на Ванчо Синов, дека има на слика, Тој е у Рим Парис. Рим Парис, да. У Рим Парис с него. После они си направива Гезме групу. Да. Имаше после и направимо и тај за посватби и мене ме терас да иду. Ја неќеше да свирам, ама терас, интересно е виолина на сватба. Ево и овдека имам овие Има да се каже фотографии. дека у Куманово сум прв кој почнаа виолина да Ево е свири. градска музика. Градска музика, тој е, еве га татко ми Тоа е. тој, он е увек тој бија. Па, мање више сви ги знам тие порано што се биле. Сви, да. Славнови, да. Музика ти е на тебе све дала у живот, што се вика, И ја на њума. и ти на њума, и на увек кад има манифестација ти се одазиваш да отидеш. Маршеви су ми исто биле, што е на времето татко ми свирија, са кои се изгубива тие Да. маршеви, како што е, да кажемо, да га спомнеме, марш на Треќу македонску бригаду. Та е еден од познати маршеви, кој е на исто Русе Пауновски, кој е бија композитор на тај марш, е кумановац човек. Да. И сакам мирну музику. Турбо фолк овамо, тоа уопште ме не занима. Значи, само да те прашам, под Евергрин подразбираш оние стари певачи југословенски Иво Робич. Да, таа музика Таа музика. е легала, пошто мора да спомнемо и овој за Серенаде. Да, тоа се биле незаборавни работи за кумановци. Завршимо у Кристал. И собере се друштво некој и сакав нешто да направи на некога кеф, Серенаду да му прави и не влечев и нас. Мора ви да свирите да. Ја и Арсо смо биле жртве за тоа ише. Имале смо и негде и убави доживљаи, имале смо негде и сасипување непријатни. и непријатни Да ве случаи. посипе с воду. Не смо тој доживеле, али и они биле нешто скарани, овој се да се помири, ама жена му неќе од озгора кад ќе викне. Неќе, да. Абе, што се ми ги довеа овие параспоритуја? Па доваѓа на врата, а? Па доваѓа, имале сме и тие прилики. Еве, тоа е исто од тој богат забаван опус на живот, Ека Ника група. Нека ми покаже камера. Биле сте многу активни, појале сте. Да. Еве га чита. Мендол. Свиреле сте у Рим, Парис, свугде. Да, свогде по свадбе. Мене ме викне своја, еден дел свиреше со почнувајќи оној свилен конец, па завршимо со тие путем Сомбор вамо намо и направимо узбуну, ајде, почне оној. Сега дали После ќе нека вечерва тиде да викали те да свириш на некој забаву, не по нешто. Викале су ме, али ја одбивам више, не иду. Не можеш да одговориш, немаш време. Не може. Тоа сега треба да дремо до 12 сат, па у 12 так се, нели, појавуваш. Запали атмосфера. Запалиш го атмосферу. И избегавам, викам, што сега у 12 сат ке се. После почнато е у Али за сви твои успеси у живот. едно село почнемо да свиримо. Ја, Боге, Джинкс Да. и Адријана. За сви твои успеси у живот, нормално големи заслуги има фамилија, твоја супруга, Да. кој во прилику мора да го спомнеме, ја ќе покажеме фотографија. А тој Како се вика твоја супруга и куде работи? Снежана. Где работала? Она е работала у Стоковно, иначе има завршено педагошку академија.
Добро. Али таква беше несреќен случај за да многу не работа с диплому кој го заврши што се вика и остана такој работеше како на замену вамо намо, не најде за сходно некој да решение да му даде да се запосли и такој да несреќен беше. Да, имаш и две деца, Да. ќерко и сина. Овој прилику ним да ги поздравимо и И ја унуци. ги поздравljam, син ми е у Америку. Колку време таму? Он е како студент отиде после другу годину од студија. Идеше, доваѓаше, после отиде на овие студија, Тие мастер студија. мастер студија, Да. криминално право. Тамо дипломира, кој имамо среќу да присуствуваме на негово дипломско, пошто добимо визу на тој на основу тој што сам универзитет не канеше, има смо покану од нима и да мора сме да ни дадев визу. Чак што више они све знае све кога отидемо на интервју во амбасад. Колку време живи Ѓоко на Америку? Значи 15-20 години. Па и како да ти кажеш сега. Идеше, доваѓаше и после од 12-10 година, туе негде почна да живи стално. А планови какви су? Нема намера да се враќа одека, не? Нема никако намеру, створи си фамилија тамо, жена, две ќерке има, златни ќерке су. И две куќе има, тај му е првата с женума и овај другата му е с женума, која е многу убаво, 6 пута идемо. У кој град живе? Албани, тој е како главен град на Њујорк држава. Аха. Тој е 2,5 сата е нешто. Жена му македонка ли е? Она е италијанка, Италијанка. али е тој менталитет. Тоа е, што викам, наша крвна група, да. Наша крвна група. Медитеранска. Мора да ги спомну и њојни родители кои су изваредни родители. Не оставljав едну неделю да не идемо на ручак. Она од таму. Италија, од кој од кој дел е? Они су од Калабрију, Калабрија, аха. тамо Сицилија. Ја викам мафиозо. Мафиозо. Добро. И многу су фини. Нек су живи и Исти здрави. менталитети, викам, на пречек, на дочек, на овој не су оној, она е родена тамо, али га има тај исти наш менталитет. Да направи ручак, да приготви, да не покани, да не... А ќерка ви туј живи у Куманово? Ту е у Команово, она у Скопје на работу. Како ИПА програма тај што е за Да. кредити за овој за тоа. Еве дека се окружимо Она е овој, дипломирала економски факултет. овој дел ќе го заокружимо, ти имаш прекрасна фотографија со спомене најголему балканску музичку звезду, легенду Здравко Чолич. Здравко Чолич, да. Ти кажа пред дека почнеме разговор дека Здравко многу овој скромен човек. Многу скромен, многу скромен, друштвен, како да кажу, мил, приступачен. Да. Не е оно одважен. Они су многу доваѓале. С многу сам имаја такој прилику да ми се свирим, они су после концерт дојдев, дали у едно село, дали у Рим Парис, пошто у Рим Парис сам многу време свирее. Тако и да Петар Грашо ми е, да кажемо, он е друг сасвим Друг тип на певача. друг тип на певача. Некако нема близину, нема овој, Да, како да кажу, Отвореност нема. нема дружелюбивост да има некој контакт, да поздрави. Едноставно колега смо, па можда сам ја и поголем од njega музичар, да кажем, у смислу на или школу или било како, мислим, запоставljam ga njega, не стигна Да. него збору за воопште за други. Славе Димитров како комплетан, да кажу, мора njega да го спомнам. Пошто и са Драган жену смо- Мијалковски, Тој е башка с Драгана. Тој е случајна легенда. легенда, да. Исто, мислим, зборува на кој комплетан, кој бија музичар, како што е Славе Димитров. Иначе сам учије со жену му до у средњу школу, средњу музичку, и она заврши. Мора да го поздравува Лиле. Иначе и Славе
служеше војску, Да, мислам дека син му се го Беорад живе. не знам дека живе. Не сме се мислам чули. дека у Беорад целиот имаше га на телевизија таму некои проекти програмира, Можда, да, рекламираше. деца су му изврсни су деца. И они су такои И за симпатични. крај, Ѓоко, последно питање. 75 години имаш. Да. Како ти поминува пензионерски ден? Како испуне ден на човека кој е бија с музику, али веројатно и ден денеска е с музику и Па еве овој задњу годину да кажеме сакаш и некад да седнеш тако у кафану да свиру не. во кој мислам дека како гост. И иду си како гост. Да, да. Иду си, тоа е обавезно. Нијак не беше. Ја не сум ни знае дека ќе свирив, што свиреше со снимаш Джинкс. Аха. И они кога ме видеа и зарадија. И јас изненади дека викам, ја неќу од вас бегам, ви сак баш ке свирите. Шалу се, не. И он ми вика Джинкс, дојди бе, кад сакаш, земи виолину, дојди. Не можу, не, доста ми е. И така и да одели се Значи, од тој. преку ден имаш активности пензионерски, Пензионерски прошеташ. дома, с унуку, с Да. сви тие обавези што треба да се испуни домашни, испунуи ги. Лаптопче сега, карте, нешто, шакче, баба, така да. Така ми проваѓа. С кого скачаш околу чаршиот, другари? С кого имаш да кажуваш? Па немам с никога. Неодредено, да. Не одредено. Не е тој време, како едно време што се вика, ќе видиш еднога, ќе видиш друга, више, губи се онај... Да, изменя тој време више. Измена, и губи се онај генерацијски луѓи кои скачат, кои... Postoji mesto gde se tradicija čuva, a budućnost stvara pred našim očima. Mesto koje ide u korak sa vremenom, dok priroda ostaje netaknuta, pružajući mir i avanturu. Ovde svako može naći svoj kutak, u urbanom ritmu svakodnevice ili netaknutoj prirodi. Mesto susreta generacija, gde se stare uspomene obnavljaju, a nove stvaraju. Dobrodošli na Zlatibor. Tradicija u srcu, budućnost u svakom koraku. Добро, Ѓоко, фала ти што беше гост. Фала и на вас. Посакувам ти многу здравје, успех у живот и да се видиме у другу прилику па да збориме. На крај поздрав до нашега спонзора, туристичка организација Златибор. Толку за денеска, поздрав од ресторан Ексклузив и се најбоље.